Zato što NIKOLA Ако им се даде можност, ако им се даде шанса, лицата со Даунов синдром навистина можат. Освен тука на друго место, искрено не сме многу прифатени. За среќа ја познавам Сузе одамна, така да веднаш кога се роди Софија, идејата ми беше тука да посетуваме за едукација и социализација со дечиња. Во градинките тешко успеваме со дечињата да ги запишеме, така да ова не е единствениот начин за социализација на Софија. Воедно сме вклучени во сите активности со дечињата. Сега ќе бидеме вклучени во представата Зуница со децата заедно и Софија има улога таму. А меѓународен ден на повеќе работи и на поезијата и на пролетта, нели? И децата на сонцето, така наречени Даунов синдром, и е нивни ден. Децата се подготвуваат, имаме представа на знаковен јазик, имаме фолклорна група која ќе се представи со една точка. Имаме гости Dancer United со еден танц. Што Ники имаше проблем со говорот и за полесно нели да се разбират, и подобро ќе беше да се научи знаковниот. Доаѓа редовно и после неколку нивоа поминати, стварно имаше голем напредок и според нели коментарот на Суза, комуникацијата им е на повисоко ниво, многу по олеснете, и од таму идејата да покрај тоа, нели, покрај Никола, да можат и другите деца од центаров да го изучуваат знаковниот. Ова ни е веќе втора представа. Првата представа беше Ежето Снежа. Таа беше подолг период ја работевме, а на оваа Зуница работиме пократок период и веќе сме втора година со овие дечиња тука во Дога Снега. Мене ми прави задоволство да сум со луѓе околу мене кои се полни со позитива. Тука само позитива се шири, пријателство, и децата едноставно премногу се преврзаа за нас. И едноставно не сакаат сите тука, и ние ги сакаме нив. Децата завршуваат основно образование, за во средно треба да ги оставиме да чекаме да се донесе законот. Еве, ние чекаме Никола кога заврши средно образование, законот не беше донесен, сега е матурант, законот се уште не е донесен. Што требаше јас да го оставам да чека 4 години, да се донесе законот, па да го пуштам да оди во средно образование. А како го поминавме овој период, само ние се знаеме. Значи 4 години без закон за инклузија, без асистенти, све на мускули, буткање, навистина мачно. Децата, да, немам никаков проблем, ќе му направам муабет и све, меѓутоа ја нема дружбата. Никој не дошол, ни едно другарче не дошло да го викне да рече ајде да излеземе на кафе, ајде да одиме во кино да гледаме филм, или да одиме утакмица да гледаме, било што, нема такво нешто. Поголемо внимание, огромно внимание треба на овие деца да се обрне, бидејќи овие деца не се поразлични од другите деца. Овие деца се исто како и сите други дечиња што идат во градинка, истите придобивки што ги имаат тие деца, треба и овие деца да ги имаат. Не треба да бидат изолирани од другите деца.